Наоѓаме пред Институтот за македонски јазик Крсте Петков Мисирков. Веќе е објавен конкурс за учениците од основните училишта, за учениците од средните училишта и за студентите. Се во чест и по повод 70 години постоење на Институтот за македонски јазик ќе разговарам утрово со Филип Белчев, асистент истражувач во Институтот за македонски јазик. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, одлично, одлично. Вие сте во тимов што организирате, мене особено ми е драго што ќе се надпреваруваат учениците И студентите. И студентите, така, како што кажав, од основните и од средните училишта во целата држава, нели? Во целата држава. Од кога почна конкурсот, на која тема и до кога ќе може да пишуваат? Значи, како што кажавте, во оваа јубилејна година, по повод јубилејот 70 години од основањето на Институтот Крсте Мисирков од Скопје, со цел да ги поттикнеме младите да пишуваат и на еден начин да размислуваат за македонскиот јазик, Институтот распиша конкурс за најдобар есеј во три категории. Трите категории ги опфаќаат трите степени на образование, така да кажам, значи основното, средното и високото образование. Темите за основното и за средното, темата односно е иста и гласи јазикот наш денешен, додека за високото образование темата е што направивме и што треба да направиме за македонскиот јазик. Морам да признам дека навистина одлични си идеите и има еден широк распон за размислување. Широк распон за размислување. За поттикнување. Да, значи добре дојдени се нормално сите есеи што ќе пристигнат во дадениот рок, кој што е до 10 април оваа година, 2023 година. Во чекор со модерното време, така да го наречам, Институтот одлучи на овој конкурс да се аплицира само електронски, односно по пат на електронска пошта. Пријавата за пријавување, односно пријавата за конкурсот можете да ја најдете на нашата интернет страница, како и на социјалните мрежи. Кои се условите, колку зборови, под кој фонд? Верувам дека има и такви, или се пишува во... Се си пишува во пријавата си, е се наведено како треба и што треба да изгледа. Со тоа што победниците ќе ги објавиме на 5 мај, денот на македонскиот јазик, а нормално дека ќе има и награди. Наградите ќе бидат доделени на 28 јуни во склоп на оваа година јубилејните отворени денови на Институтот. За наградите покрај Институтот се погрижија и издавачките куќи Култура 3 и Антолог. И вака кажавте дека ќе има три категории за основните, средните и за студентите. И за студентите, да. Кај сите три категории ќе има трето, второ и прво место, како е определено? Да, во сите три категории, значи ќе има прво, второ и трето место, како што кажавте. Имаме веќе формирано комисија во Институтот која што ќе ги прегледа и ќе ги од сите аспекти на пишувањето ќе ги оцени на еден начин. И првите три ќе си добијат награди. Ќе биде една комисија за сите? Не, три различни комисии. Една е за високото, едната е за средното, едната е за основното образование. Така. До сега има пристигната некоја се? Има да ви кажам. И сега целта, како што веќе кажав, целта е да допреме до младите за преку пишување да го засакаат македонскиот јазик уште повеќе. Затоа што само со пишување ние можеме јазикот да го зачуваме, нели? Секој пишан збор е од огромно богатство и огромно значење за јазикот, така што ги охрабрувам сите студенти и сите ученици да ни испратат своји есеи, затоа што со нетрпение ги очекуваме овде, затоа што тие се, нели, движечката сила, моторот на ово општество и навистина со нетрпение сакаме што повеќе есеи да пристигнат за да ги чуеме нивните размислувања. Навистина убаво кажавте, треба да ги потикнеме младите да пишуваат, да зборуваат. На мајчиниот, односно сега се однесува за македонскиот јазик. Ние исто така новинарите, главна алатка ни е комуникацијата, пишувањето, говорењето на македонскиот јазик и знам дека еви вие како асистент истражувач, знам дека подготвувате и
докторат, нема да ве прашуваме за темата, меѓутоа сакам да ве прашам колку сте вие задоволни од како ние зборуваме, говориме, правиме ли грешки? Знам дека повозрасните македонисти и твои колешки и колеги во институтот и на филолошкиот факултет Блаже Конески и воопшто оние што се занимаваат од научен аспект знаат да не најдат доста грешки. Видете како да ви кажам сега. Не сум незадоволен, ама и не сум задоволен. Значи, грешки се прават постојано. Меѓутоа, затоа и правиме вакви работи, за да се потикне, нели, за наредните генерации да нема толку грешење при зборувањето или при пишувањето. Значи, мора да го засакаме македонскиот јазик за правилно зборување, правилно пишување, за да не се прават оние грешки што ги кажавте сега. Па не само грешки, знаеме да употребиме и странски зборови, нели? Имајќи ги нашите, имајќи го значењето на македонскиот збор. Па да, ние имаме премногу убав фонд на зборови и премногу синоними. Сега делот медиумите, пак ќе кажам во чекор со на модерно време што е, се навлезени многу интернационализми во јазикот, што треба да го избегнуваме. Так. Да го избегнуваме тоа, затоа што навистина имаме соодветен збор за секој збор. Так. И секој збор може да се каже и да се на македонски. Кај есеите, не знам сега, може би се од основните, од средните или студентите, има употреба на интернационализми? Има ли грешки правописни? Во дел, ја што прочитав, има, меѓутоа нема да откривам сега. Така, нормално нема да откриеме. Верувам дека ќе пристигнат многу. Ви ја поздравувам идејата. Еве ова е прва година, верувам дека ќе продолжите и натаму и институтот можеби ќе биде и во поширока форма. Ние сме тука медиумите за да ги потикнеме ваквите идеи се со единствена цел да се сака пред се, кога ќе се сака, така ќе се заштити, така ќе се чува, така ќе се промовира и афирмира македонскиот јазик. Мене ми е особено драго. Уште еднаш ќе повториме до кога трае конкурсот? Конкурсот трае до 10 април оваа година и уште еднашка сакам да ви кажам, тоест не, сакам да упатам еден, како да кажам, апел за сите. Да ги охрабрите, да ги охрабрам за сите да пишуваат, затоа што само така може да го зачуваме јазикот. Така, Филип Билчев, ви благодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија, кога ќе бидат резултатите, кога ќе имаме наградени. Тука ќе видиме веројатно со наградените, со учениците, со студентите и верувам дека така ќе видиме во една поубава и еуфорична атмосфера. Така, ви благодарам. Убав ден. Студио